Специјална комисија составена од 3 члена ќе биде задолжена за обештетување на производители и потрошувачи на електрична енергија, доколку операторите не се согласни со барањето за надомест на штета што ќе го поднесат потрошувачите или производителите. Секој потрошувач доколку смета дека имал намалена, без соодветен квалитет или немал испорака на електрична енергија, поради што претрпел каква било штета, може да започне постапка за обештетување пред операторот на електродистрибутивниот систем или пред операторот на преносниот систем. Во таа постапка треба да наведе и проценка на штетата. Доколку операторите не се согласуваат со барањето што го поднеле потрошувачите, тогаш комисија составена од еден представник од потрошувачот, еден представник од операторот и еден вештак од комората за вештаци ќе одлучи и ќе оцени колкаво треба да биде обештетувањето, рече председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Секој потрошувач ќе има и право на стандарден надоместок на штета, односно намалување на цената на користење на мрежата за 10%, доколку прекинот бил до 12 часа, а за секој наредни 20 часа ќе се зголемува за дополнителни 10%. Во случај планиран прекин објавен во медиумите да трае подолго од предвиденото и повеќе од 12 часа. Право за надоместок имаат и производителите ако прекинот трае повеќе од 5 часа. Граѓаните ќе може да побараат од Државниот технички инспекторат да изврши соодветно мерење за да го утврди квалитетот на снабдувањето, односно колкави се напонот и фреквенцијата на електричната енергија што ја добиваат. Тие и самите може да забележат кога имаат осцилации во снабдувањето, односно намалена испорака, и да почнат постапка за обештетување. Во постапката за обештетување ќе може да се утврди дали недоволниот квалитет на испораката на електрична енергија бил причината за да се расипе некој уред. Тоа ќе треба да го констатира комисијата доколку операторот на системот не ја прифати својата грешка и не му исплати соодветен надомест на потрошувачот.